Во новото издание на Digi+, открите кои се новите функции на Instagram. TikTok реши да ја врати на Америка, ќе ја тужи. Основачот на криптоберзата Binance е осуден на 4 месеци затвор. Ви представуваме кои се најпродаваните мобилни телефони оваа година. Научниците создадоа батерии кои се способни да се наполнат за само неколку секунди. Ќе ви го представиме и првото куче робот со крзно, а во гейминг делот ви представуваме предлог игра за фановите на Marvel хероите. Останете заедно со нас и гледајте на до самиот крај. Време е да ме пренесеме во дигиталниот свет со новите новитети и иновации за оваа недела. Добре дојдовте во Digi Plus на Телма. Време е за Digi Вести. Стартуваме веднаш со веста за социјалната мрежа Instagram и новитетите кои што ги објави Мета, а се однесуваат на нивната нова функција која што ќе привлече поголема интеракција на вашиот профил. Оваа функција има овозможува на корисниците да креираат скриени приказни кои нивните следбеници ќе можат да ги откријат само доколку побараат дозвола од авторот преку приватна порака. За креирање тајни приказни треба да кликнете на иконата за налепници на горниот дел од апликацијата, да изберете опцијата Открите и да креирате приказна на Instagram, која ќе биде замаглена за сите корисници. Компанијата верува дека новата функција ќе послужи како можност за почеток на разговор со пријателите на Instagram. Во апликацијата е интегрирана и функцијата Додај своја собствена музика во приказни, така што корисниците ќе можат да ги споделуваат и своите омилени песни. Корисниците исто така ќе можат да додаваат рамки, па фотографиите додадени во приказните ќе изгледаат како снимки од Polaroid. Уште сме на социјалните мрежи и се уште актуелните проблеми со кои што се соочуваат од TikTok во Америка. Но овој пат TikTok реши да ја врати на Америка. Тоест, американската влада поради новиот закон со кој што апликацијата ќе се одвои од кинеската компанија ByteDance или ќе се соочи со забрана во Соединетите Американски држави. Во документот доставен оваа недела до судот пишува дека Конгресот на Соединетите Американски држави презема чекор без преседан, кој директно го издвојува и забранува TikTok и тврди дека овој потек е неуставен. Во тужбата се наведува и дека не е можно ByteDance да ја продаде апликацијата и дека законот ќе наметне целосно исклучување до 19 јануари следната година. За прв пат во историјата Конгресот поддржува легислатива што издвојува една платформа и бара нејзина забрана. Исто така им забранува на сите американци да учествуваат во единствената онлайн заедница од повеќе од милијарда луѓе ширум светот, се наведува во тужбата. Подсетуваме дека американскиот претседател Џо Бајден неодамна подпиша закон кој му дава на ByteDance 10 месеци да го продаде TikTok на американска компанија од безбедносни причини, или оваа апликација ќе биде забранета. Дури изјавите на конгресменот едва и навестуваат каква било потенцијална можност за злоупотреба на TikTok од страна на Кина и не наведуваат никакви јасни докази, без оглед на фактот дека оваа платформа работи отворено и транспарентно од 2017 година во Соединетите Американски држави, се вели во тужбата. TikTok исто така наведува дека забраната не може да се одржи бидејќи ќе мора да препишат милиони линии код со цел апликацијата да се смени, бидејќи кинеската влада нема да дозволи продажба со сегашниот алгоритам на TikTok. Сега се префрлуваме до друга тема за криптоинформациите. Основачот на криптоберзата Binance е осуден на 4 месеци затвор. Чингпенг Жао, основач и директор на криптоберзата Binance, доби 4 месеци затвор. Министерството за правда на Соединетите Американски држави препорачало затворска казна од 36 месеци за Жао, што било значително поголемо од можните 18 месеци предвидени со неговиот договор за признавање на вината. Во ноември Жао се тргна од позицијата на лидер и призна вина за низ за прекршоци кои беа поднесени од страна на Министерството за правда и други американски агенции. Тогаш Binance призна дека се занимавал со перење пари, неовластено пренесување на пари и прекршување на санкции, што вклучува кривични обвиненија за извршниот директор Жао, кој призна вина за неподдржување на програма за превенција на перење пари, пренесува порталот TouchCrush.
Binance, Zhao и други поврзани страни не биле регистрирани како бизнис субјекти за услуги со пари и ги прекршиле законите за банкарска тајност, не правејќи програма за превенција на перење на пари, се вели во обвинението. Се додава дека наведените страни наводно ги прекршиле американските економски санкции во намерен и израчунан обид за профитирање на американскиот пазар, не почитувајќи ги американските закони. Чимпенг Жао е основач и поранешен извршен директор на Binance, најголемата светска криптоберза. Тој го основа Binance во 2017 година, кој брзо порасна во дневниот обем на трговија на повеќе од 20 милиарди долари. Како голем ентузијаст за биткоин, заработи богатство во криптовалути, но поголемиот дел од неговото нето богатство доаѓаше од неговите делови во Binance Holding Ltd. До март 2024 година, Жао беше 35-ти најбогат човек на светот со процената нето вредност од 39,6 милиарди долари. Binance беше лансиран јуни 2017 година и во рок од 180 дена стана најголемата криптовалутна берза во светот. Има повеќе од 22,7 милиарди долари трговски обем во последните 24 часа, што е значително повеќе од 3,1 милиарда долари трговски обем на втората најголема криптовалутна берза Coinbase, според податоците на CoinMarketCap. А сега се занимаваме со најпродаваните мобилни телефони во првиот квартал оваа година. Според резултатите од истражувањето на аналитичката компанија Counterpoint Research, Apple и Samsung доминираат на листата на топ 10 најпродавани паметни телефони во првиот квартал од 2024 година. Најпродаван телефон во периодот јануари-март е iPhone 15 Pro Max од Apple со пазарен удел од 4,4%. По него следуваат iPhone 15 и iPhone 15 Pro на второто и третото место. На четвртата позиција во продажба се најде iPhone 14, кој беше најпродаван телефон во истиот период минатата година. Петото место го зазема првиот телефон кој не доаѓа од понудата на Apple, а тоа е Galaxy S24 Ultra на Samsung. Истражувањето на Counterpoint покажува дека други интересни трендови во телефонската индустрија во првите месеци од оваа година се: за прв пат сите модели во топ 10 имаат 5G способности. Трендот на купување на премиум модели е очигледен, бидејќи 7 од 10 модели припаѓаат на премиум сегментот, цена од $600 или повеќе. Потрошувачите побавно ги менуваат своите постоечки телефони, бидејќи надградените модели нудат помалку разлики во функциите. Последната ставка доведува до тоа потрошувачите да предпочитаат да се одлучат за премиум модели на телефон со премиум карактеристики, за да се осигураат дека нивните уреди ќе останат технолошки релевантни во годините што доаѓаат. Counterpoint предвидува дека 10 најпродавани паметни телефони ќе заземат поголем дел од вкупната продажба на паметни телефони во иднина, бидејќи производителите се фокусираат на понудата на помалку модели што ќе се пофалат со врвни карактеристики, вклучувајќи го и GeneAI. Во следните минути ви представуваме револуционерно откритие. Научниците создадоа батерии кои што се способни да се наполнат само за неколку секунди. Голема иновација представија тим научници од Јужна Кореја, кои што ги представија натриумските батерии, кои што се полнат за само неколку секунди. Ова е најнова генерација на натриум-јонски батерии, кои се и поевтини и посигурни од конвенционалните литиум-јонски батерии, кои што се користат моментално во паметните телефони и електричните возила. Натриумот е исто така достапен 500 пати повеќе во природата од литиумот, а истовремено има и поголем капацитет и ефикасност. Додека натриум-јонските батерии се соочуваат со ограничувања кои спречуваат нивна широка примена, некои од нив се долго време на полнење и мали капацитети за зачувување на енергија. Истражувачите од Корејскиот институт за наука и технологија успеа да ги надминат проблемите со натриум-јонските батерии, интегрирајќи материјали што обично се користат во батерии прилагодени за суперкондензатори, што се наоѓаат во се. Научниците развија батерии способни да се полнат за само неколку секунди. Новата батерија го надминува количеството енергија што се чува во простор и обемот на комерцијалната литиум-ионска батерија и може да се користи и во електрични возила и во потрошувачката електроника. Воедно нема повеќе чекање од неколку часа за полнење на батеријата на новиот автомобил. Бидејќи секоја емисија сакаме да ви представиме по некој интересен робот, за денеска ќе се навратиме на еден кој што веќе го имавме, но е во ново руво. Доби Крзно.
Boston Dynamics, компанијата која произведува роботи, објави ново видео од своето куча робот Spot Mini, кој сега има крзно. Познатиот робот Spot Mini е трансформиран од дистописка машина со 4 нозе во необична марионета наречена Sparkles. Сето тоа е дел од проектот кој истражува комбинирање на роботика, уметност и забава, бидејќи Sparkles има сино сјајно крзно. Во оваа прилика беше објавено и видео на кое се гледа како сега изгледа Spot Mini роботот, а предизвика интересни коментари кај луѓето. Конечно успеав мимо тоа, луѓето измислија куче, гласеше еден од хумористичните коментари. Boston Dynamics не објави премногу детали за намерите на овој проект, а нема информации за што би можел да се користи Sparkles во иднина. Ако ништо друго, сега знам зашто можам да ја користам јамболијата. По рекламите, не заборавајте дека ве очекува скенирање на кодот со попусти од Анхоч, а во гейминг делот ви представуваме игра за фановите на Марвел хероите. Се враќаме за кратко. Добро дојавте назад, го следите новото издание на DigiPlus. Време е за нашето редовно скенирање од соработката со Анхоч. Не заборавајте да го скенирате QR кодот кој што веќе го имате на екранот и со тоа да добиете ексклузивен попуст како наш гледач на некој од најинтересните производи од Анхоч за оваа недела. Може да сканирате до среда или за време на емитувањето на оваа емисија на Телма или се разбира преку нашиот YouTube канал DigiTV МК. А веќе од среда следете ги нашите социјални мрежи, социјалната мрежа на Анхоч и социјалните мрежи на DigiTV МК, затоа што ви подготвуваме одличен giveaway, ќе додолуваме геймерска столица и тастатура од нашите пријатели Genesis. Така што дознајте, се разбира како можете и вие да се вклучите во овој giveaway веќе од среда на нашите социјални мрежи. А додека скенирате во меѓувреме, ние се префрлуваме во гейминг делот со предлог игра за фановите на Марвел хероите. You'll need a top-notch team to win this one. Pick your hero. Get ready. Go! Официјално Marvel Rivals е новата PvP Hero Shooter видеоигра на NetEase Games и Marvel Games, која е бесплатна за играње и дебитира со бета верзија на Steam и Epic Games. Немилосрдниот суд дури помеѓу тиранскиот диктатор Доктор Дум и неговиот иден колега од 2099 година принуди безброј универзуми да се судрат во временската испреплетеност, создавајќи нови светови и непознати кризи. Сега суперхероите и негативците од целиот мултиверзум може да се борат заедно и еден против друг, како различни групи, секоја се обидува да направи најдобри бот Думс пред да достигне доминација над овие реалности. Познатите лица стануваат новооткриени непријатели, додека поранешните непријатели стануваат најголеми сојузници во Marvel Rivals. Ако овој прилог ви го привлече вниманието, одберете еден од 18 херои и уживајте во Marvel Rivals. By the eye of Agamotto! I am ready to put on a show. Charge! For Wakanda! Spider Swing! You're the winner. Next team. Верувам дека за време на прилогот успеавте да го фатите QR кодот и да скенирате. Се разбира со тоа да добиете и ексклузивен попуст на некој од производите на Анхоч. Доколку не успеавте да скенирате, тоа можете да го направите веднаш на нашиот YouTube канал DigiTV МК. Се до среда, се разбира бидејќи таму имате во целост и нашата емисија. Можете да ги погледнете и досегашните изданија на DigiPlus, а кога сме веќе кај социјалните мрежи, следете на Instagram, TikTok и на Facebook DigiTV МК. Таму има куп интересни информации и како што ви кажав, од среда, заедно со Анхоч, очекувајте одличен giveaway. Сите информации ќе ви бидат достапни на социјалните мрежи. А на телевизија се гледаме следната недела во нашиот редовен термин 17:50 на Телма. Чао!